Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Во Скопскиот кривичен суд денеска продолжува судењето за убиството на Вања и Панче. Исто како и на претходното рочиште, сведочи таткото на Вања, обвинетиот Александар Ѓорчевски. Одиме пред кривичен во живо. Таму треба да е колегата Зоран Јаневски, да го имаме во овие вести. Зоран, какви одговори даде Ѓорчевски? Да, невообичаено долго трае испрашувањето од страна на обвинителството со прашања кон обвинетиот во овој случај, односно таткото на Вања Александар Ѓорчевски, кој според обвинението одговара заради помагање во грабнување на неговата ќерка. Повеќе од 2,5 часа доаѓаат прашања од страна на обвинителството кон обвинетиот Александар. На секој начин обвинителството се обидува да дознае што го натерало Ѓорчевски да помогне во грабнување на неговата ќерка, како што тврди обвинителството. И покрај сите обиди, Ѓорчевски стои на ставот дека тој не е виновен и дека не им кажал на останатите обвинети кога неговата ќерка излегува од својот дом за да оди во училиште, како што тврди обвинителството, а во тој момент биде грабната неговата ќерка. Обвинителството се распрашуваше за Александар уште од неговата младост, прашуваше дали навистина се лекувал од дрога, каква дрога користел, се навратија дури и до школските денови, па Александар кажа дека од 1 до 5 оделение заедно учел со Радмила Шеќеринска, како што рече, тие двајцата биле првенци на генерацијата. Ѓорчевски уште еднаш обвини дека полицијата не си ја завршила својата работа и дека доколку водела поопширна истрага по грабнувањето, по исчезнувањето на велешанецот Панче Жежовски и исчезнувањето на неговиот автомобил, денеска во судницата ќе се зборувало само за убиството на Панче Жежовски, а не и неговата ќерка Вања Ѓорчевска. Како што кажав, долго трае распитот на обвинетиот Александар Ѓорчевски, невообичаено во овој судски предмет, барем за претходните обвинети кои што даваа свој исказ. Повеќе детали за текот на целото судење со оглед дека е се уште во тек, најавувам за наредното информативно издание. Зоки, ти благодарам за сите овие информации. Остануваш во кривичниот суд, како што кажи и ти, деталите ги очекуваме во вестите во 16. Беше тоа Зоран Јаневски кој што известуваше за новото рочиште за судењето за убиството на Вања и Панче. Алијанса за албанците на Арбен Таравари го исклучи од партијата директорот на геријатрија Арифи, откако полицијата го фати со мито од 20.000 евра. Арифи, кој бил и прв човек на локалниот партиски огранок во Сарај, според Алијанса ги прекршил партиските етички кодекси. Алијанса за албанците нема да толерира никаква злоупотреба, прекршување на законот или на етичкиот кодекс на партијата. Владењето со чисти раце не е само слоган, туку морална и политичка обврска за секој член, бидејќи довербата на граѓаните се стекнува и се одржува само со посветеност, честност и интегритет, се вели во партиското соопштение испратено утрово. Пациентите на клиниката за онкологија повторно се соочуваат со недостаток на клучни лекови од кои директно зависи нивниот живот, реагира опозицијската СДСМ во писмено соопштение. Наместо конкретни решенија и на времена набавка, институциите под раководство на ВМРО-ДПМН се неспособни да обезбедат на време лекови, луѓето со месеци чекаат на терапија. Ова е директен удар врз здравјето на пациентите за кои овие лекови се животно потребни. Недозволиво е во 21. век да нема континуирана достапност на основна терапија за најтешки болни. Одговорност мора да има. Животот на пациентите со рак не смее да биде жртва на неспособноста и неодговорноста на оваа власт, се вели во соопштението на СДСМ. Пред великденските празници ќе има терапија на онкологија, порача од владеачката ВМРО-ДПМН. Како што веќе објасни од надлежните институции, моменталниот недостаток на дел од терапијата за онколошките пациенти е поради промени во системот за јавни набавки и за недела дена, односно пред великденските празници, сите лекови ќе бидат достапни во стабилни количини за наредните 12 месеци. Од тука го повикуваме СДС да престане да шири паника, лаги и манипулации. Исто така подсетуваме дека СДС е партија која води Венко Филипче, кој порано бил министер за здравство и кој е директно одговорен за
следената лоша состојба во македонското здравство. Кога сме кај грижата на СДС токму за ваквите пациенти болни од рак, само ќе повториме дека СДС е партија во чие време на владење на онколошките пациенти наместо терапија им се даваше физиолошки раствор, а скапата терапија завршуваше на црниот пазар, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Државата ја скрои својата просечна потрошувачка кошничка. Од сега секој месец ќе пресметува колку пари во просек треба да потроши трочлено семејство. Заменик министерот за економија открива дека во математиката не се вклучени алкохол, цигари и одење на одмор во странство. Листевски сепак не сакаше да открие што содржи државната кошничка и повеќе детали најави за следната недела. Тој потенцира дека пресметката нема да се користи за политиканство, туку за креирање на мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните. По заклучокот на влада и задолжението, просечната потрошувачка кошничка, која моментално се изработува, требаше да ја изработат во општа формулација Министерството за економија и труд, Министерството за земјоделие, финанси, Државниот пазарен инспекторат и при помош од Комисијата за заштита на конкуренција. Таа е веќе готова и понатаму ќе оди да усогласување со синдикатите и секако со организацијата на работодавачи во Македонија и организацијата за заштита на потрошувачи. Исто така, за да биде верификувана просечната потрошувачка кошничка, ќе мора да биде помината и гласана во економско-социјалниот совет, кој ќе биде одржан во наскоро време. Од она што можам да кажам, просечната потрошувачка кошничка ќе биде навистина еден комплетен, квалитетен одраз на потребите на едно просечно македонско семејство, а тоа е трочлено семејство спрема податоците на Државниот завод за статистика. Министерството за правда утрово информираше дека веќе е изготвен предлог законот за судска служба, кој е дел од препораките од реформската агенда. Како што информираат од Министерството, предлог законот може да се најде на ЕНЕР системот. Со цел да се обезбеди независност на судството, предлог законот предвидува изземање на судските од административните службеници, регулирајќи ги правата и статусот на вработените во судската служба. Се воспоставува систем за управување со ефектот на судските службеници, работните цели и задачи, утврдување на индивидуалниот план за стручно усовршување, како и постапка за оценување на ефектот на судскиот службеник, информираат од Министерството и апелираат сите заинтересирани да дадат своји предлози и коментари. Овој закон, нагласуваат од правда, треба да се донесе до јуни оваа година. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски вчера и денеска учествува на Делфи економскиот форум што се одржува во Грција, каде веќе се обрати на панел дискусијата на тема дали Европската унија, САД, алијансата е надвор од поправка. Како што соопшти Министерството за надворешни работи, Муцунски се осврнал на европската перспектива на земјите од Западен Балкан, важноста на регионалната соработка, стабилноста на регионот, стратешкото партнерство во рамките на НАТО, како и на соработката со Соединетите Американски држави и трансатлантската поврзаност. При тоа министерот Муцунски ја истакнал важноста на регионалната поддршка која особено се манифестираше по трагедијата во Кочани, упатувајќи искрена благодарност до Грција за покажаната солидарност и медицинска помош, информираат од Министерството за надворешни работи. Проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан е недовршен процес. Македонија одамна требаше да биде дел од европското семејство, порача министерот за европски прашања на Унгарија Јанош Бока, кој е во дводневна посета на Македонија. Според него и покрај бугарската кочница, процесот за членство на Македонија мора да се забрза во европските институции. Уште еднаш испрати порака дека унгарската влада стои на располагање за посредништво меѓу Скопје и Софија. Македонија во следниот период ќе ги интензивира состаноците со Унгарија и преку работни планови и активности ќе го интензивира интегративниот процес. Проширувањето со Западен Балкан и особено со Северна Македонија е недовршен процес. Северна Македонија веќе требаше да биде во Европската унија. Сакаме да се забрза техничкиот и административниот процес во рамките на европските институции, кога станува збор за
билатералните политички прашања, премиерот на Унгарија веќе изјави дека тој лично и унгарската влада се подготвени да помогнат во надминувањето на таквите билатерални спорови, доколку државите се согласат со тоа. Таа понуда е се уште на маса. Исто така ги повикуваме сите земји членки на Европската Унија да ја имаат предвид геостратешката важност на регионот за Европската Унија, како и економските капацитети што Западниот Балкан може да ги донесе за Европската Унија. Постојано слушам во Европската Унија дека има нов ентузијазам за проширување. Се надевам дека е така. Круна на денешните разговори е потпишувањето на меморандумот за соработка, кои поставуваат цврста рамка за долгорочно и структурирано партнерство во областа на европските интеграции. Ова не е само техничка соработка. Ова е всушност инвестирање во европската иднина на нашите граѓани. Со овој чекор, Северна Македонија и Унгарија уште еднаш покажуваат дека Европа не е само географија и бирократија, туку заедничка цел. Министерката за образование го повика директорот на основното училиште Пане Одгиновски во Скопски Бутел, каде неколку дена има проблеми со наставата поради наезда на глувци, да почне процес на дератизација и да организира еколошка акција. Министерката рече дека надлежните внимателно го следат овој случај, но одговорноста за организација на наставата е кај директорот. Обврска на секој директор е да си е и на сите директори воопшто и да си извршуваат функцијата за која што се поставени. Апсолутно се согласувам дека соработката е неопходна со сите институции со кои што училиштето е поврзано и директорите се поставени за да ги организираат наставата, но и сите други активности на училиштата. Предпоставам станува збор за она што излезе во медиумите. Јас предлагам една многу едноставна мерка која се вика дератизација, а потоа и еколошка акција во училиштето. Се разбира дека веќе ја примивме информацијата првенствено од медиумите и дека превземаме, ја следиме состојбата и превземаме соодветни чекори понатаму. Нашата охридска дописничка е за прилично голем интерес кај младите за волонтирање во планинарската спасителска служба, но проблем е тоа што не достига поголемо ниво на информираност. Планинарите бараат поголем ангажман од надлежните институции за да допре гласот до сите кои се расположени да помагаат, особено во летниот период кога се зголемува и движењето на луѓето низ планините. Нина Ритоновска е на оваа тема. Младите се заинтересирани да бидат дел од спасителната планинарска служба, но не се доволно информирани. Голем дел од нив не знаат дека можат да волонтираат. Додески вели дека потребна е поголема активност од страна на надлежните, кои се занимаваат со оваа проблематика, да ги привлечат и промовираат волонтерските активности. Јас мислам дека и верувам дека се заинтересирани. Мислам дека недостасува само многу поголема активност од страна на органите, од институциите кои што се занимаваат со оваа проблематика, да ги едноставно да ги привлечат. Многу често младите не знаат дека имаат можност да бидат дел од некој волонтерски систем за во било која сфера за спасување, укажување помош. Дел сме ние одговорни, меѓутоа дел и институциите кои што треба да многу повеќе ги промовираат волонтерските активности помеѓу младината. Моментално 20 активни планинари делуваат на терен. Изгубени, дезориентирани, паднати и повредени во провалија се најчестите интервенции на планинарската служба. Ние во моментот, бројот да речеме веќе неколку години ние не променет, имаме некаде околу 20 на активни спасители во моментов. Можам да кажам дека и нешто ни е зголемен бројот на волонтери. Имаме проширен состав кој што брои повеќе лица, планинари, едуцирани, кои што најчесто помагаат во потраги. Кога е потребен поголем број на луѓе, имаме соодветен број на возила, опремата ни е исправна, имаме доста опрема за различни ситуации, така што во овој момент ги имаме сите предуслови да делуваме ефективно на терен.
Со оглед на тоа дека пролетва ќе зачестат прошетките, спасителите апелираат до сите љубители на природата и планините да ги почитуваат основните правила за движење на планински терен, да се движат во групи од најмалку 2 лица, да поседуваат соодветна опрема, како и доволно количество храна и течности. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Се уште трае потрагата по едно повозрасно лице од штипското село Степанци, кое во понеделникот попладнето беше пријавено за исчезнато. Како што утрово информираше Центарот за управување со кризи, тоа последен пат било видено во саботата. Во текот на вчерашниот ден се трагало во близина на селото, а во текот на утрешниот ќе се организира поголема акција за да се прошири кругот во кој ќе се пребарува, информираат од Центарот за управување со кризи.